Се надевам многу од вас ќе продолжат да ме следат во серијата на предавања, па ќе ме запознаете подобро и повеќе. Тоа сум сега јас, како што господинот кажа кој сум јас, ова сум јас за сега, што е сосема во ред. Сега Родо. Се стоиме? Па не знам, така ме слушат кој ке ти е позади реки. Гледаш кој слуша, кој не слуша. Ти погласно. Па добро. Значи рече ја не можам повеќе погласно од ова, мислам дека не Можете се адаптирам. О, да ме видите како вика. Не наљутиме малку. Добро, па не знам, може би некој ме знаат, некој не ме знаат. Јас сум Росета Паскали. Јас сум по психологија на МИТ универзитетот и имам собствена приватна пракса, водам, значи своја канцеларија у ВИС Центар за едукација и личен развој. Веќе 4-та година почнувам со мојата канцеларија, откако е отворена, и во таа канцеларија работам психотераписка пракса, значи индивидуални сеанси за секој што има потреба да работи на личен раст и развој или на можеби освестување за тоа како функционира и како може поинаку, како може да биде по-добро неговото секојдневие и како може да биде поуспешен во она што го прави, а паралелно да свати што прави за да до сега не е така, од каде потекнува некој незадоволство и како може поинаку. Значи, преку тие психотераписки сеанси се запознала секој подобро себе си и како што кажа Данче, за жал се уште многу треба се работи на ослободување на луѓето за тоа да си дозволат да одат кога им е потребна психотераписка поддршка, кога им е потребно разговор со психотерапевт или психолог, кога се наоѓаат во некоја ситуација каде што навистина ќе им помогне разговорот и освестувањето за тоа што им се случува. Нели како се доведе до таа ситуација, па и како се излегува од таа ситуација. Мене ми е драго што еве веќе во последно време, да кажам, изминатава година посебно, веќе доаѓаат клиенти по препорака, што значи дека веќе почнале да зборуваат. Некој веќе кажал дека бил кај мене и сега не го кажам тоа да се пофалам себе, него ми е драго што веќе биле слободни да зборуваат и некој да сподели дека оди на психотерапија, дека веќе тоа не е табу тема и дека може дури и да препорача на некого, дека навистина имало бенефит од тоа. И ми е драго ако така продолжат луѓето во таа насока да како што кога не боли зап е нормално да одиме на забар и да си го поправиме забот или се што треба, нели, да направи стоматологот. Како што кога не боли, не знам, стомак, глава или нешто, одиме на лекар, па ни кажува кај кој специјалист или секој за што е специјализиран. И би ми било драго ако почнат и лекарите да препишуваат, да препорачуваат макар на некој, особено кога знаат дека станува збор за психосоматско некое пореметување. Психосоматско значи имало психички потешкоти кои веќе долго траело до тој степен да се рефлектираат на телото. Веќе има симптоми на телото што бараат, нели, не само терапија со лекови, ако има некој гастритис, веројатно дадена терапија малку ќе му ги ублажи болките и може нешто привремено ќе санира. Но ако не се работи на причината од каде потекнува, нели, таа, дали е нервоза, дали е незадоволство, дали е не знам, нешто што го ремети секојдневното функционирање, го нема тој внатрешен мир што би требало да го има, нели, секој за да нормално функционира, па доведува, ако тоа долго трае, доведува до гастритис. Не, ние само го санираме симптомот и чекаме да помине. Ама ако не работиме на причината,
И ако не смениме нешто од она секојдневно функционирање, веројатно тој симптом само ќе се трансформира. Желудникот ќе осмириме, ама ќе почнат мигрени или нешто друго, не знам, зависи кај како реагира телото, ќе почнат некои алергии, може ќе почне нешто висок притисок или често е во последни години наназад, нели, тироидната жлезда дури како најнормално, вака што слушам со клиентите, дека најнормално е дека скоро секој пие, вака што е над 40 години од прилика, веќе скоро секој пие, особено жените, терапија за тироидна жлезда. Тоа што кажува, значи станува нормално да има пореметена тироидна жлезда, што не е во ред. Значи има нешто што се случува, не е тоа дел од нормалното функционирање на таа возраст. И на самото тело. Не е тоа создадено да после 40 година е нормално да се поремети некоја жлезда или желудник или не знам што, или диабет или притисок и што се. Не е тоа нормално, но ако некако се практикува баш таква терапија, да доволно е да отидеш на лекар и кажеш што ти е проблем, па он ти напише такви јапчиња ти пи, гледај да не се нервираш ако можеш и решен е проблемот. И не мораш многу ни да мислиш што ти е. Едноставно пи си ги овие јапчиња, дури за притисок, нели, за диабет, тоа као доживотно ќе се опиеш. Ако почнеш со тие јапчиња доживотно, како е тоа креирање на зависници, буквално зависници од таблетарна терапија, што не би требало да е така. Тоа се психосоматски реакции на телото за нешто што се случува постојано, на кој треба да се работи психотераписки. Јас разбирам дека, нели, ако некој има висок притисок, нормално е да земе јапчиња што би го снижиле моментално или макар, не знам, некој краток период да користи таква терапија, но ако ништо друго не промени, ако не се работи психотераписки, ако не се сврти кон себе, нели, како се довел до таква ситуација, до тој степен да телото веќе толку реагира, нема тука поента од пиење на тие јапчиња. И нема да има крај. И замислете кога, да, и замислете терапија, да може човек ова Розе што го вели, замислете да препишуваа нашите доктори, нашето здравство, психотерапија, па и спиритуална терапија, да не само да се земе физичкото дело, туку и емоционалното, психичкото и спиритуалното дело, тогаш навистина би било исцеление, а не само лекување. Ова Розе што до сега го велеше, тоа е само лекување, што правиме алокација на симптом, се вика. Ништо друго. Че само да го санираме еден симптом, после некој време друг ќе се појави сигурно. Ако продолжиме така, со исто темпо, со исти нервози, исти стил на живот, посебно, нели, ако е со тироидна жлезда, најверојатно има некоја неискажана рутина, нешто тука вака се стегаме свесно или несвесно, ај да го пречекам ова, ај да не правам проблеми, ај да не го изнервирам ово или оно. И нешто ме наумилено, посебно кај жените, за мир у куќа. Што е ствари мир на мажот. Куќа, ај, пушти батали, пречути, ај ќе му помине или мене ќе ми помине, ама телово се буни, нели, може еднаш така, два пати, третиот пат веќе тоа тешко иде, тешко и дишењето, и кога тоа долго трае, кога некој едноставно така и научил, може и од дома, од мали нозе, имал таков пример, може дома, и дури му е нормално така да функционира, па дури и не размислува дека може поинаку. Или може би има стравови, што ако биде поинаку, што се може да се случи. И тогаш не стануваат тие инхибиции да се повлече човек и да рече, ај да не ризикувам, батали, Радомир у куќа, што вика Данче, ќе помине и ова и ќе помине. Мајката вика, седи не ти е полошо, седи има и полошо, мене па да не ми е поатно.
повеќе делуваат на причинително него на последиците. Да. Па, би рекла обратно, повеќе кај нас со таблетите делуваме на последиците. А да кажем како пример, Данче, баш работен од каде доаѓаат тие симптоми. Ако работиме само на симптомите, ништо не правиме, нели? Само така, колку денес да ни е добро. За утре пак истата доза мора да е, пример. И тоа е важно, еден дел е всушност тоа на што се работи во гешталтерапијата. Тоа е добро да објасниме што значи зборот гешталт. Не знам колку е паметно, ама еве така одлучила на светско ниво, да речем, сега каде што се применува овој тип на психотерапија, го задржал терминот гешталт психотерапија. Можеби затоа што е тешко, тоа е германски збор и тешко е да се преведе со еден збор, да треба цела реченица за да се објасни, па можеби затоа некако еве да се поедностави, дека ето гешталт психотерапија. Инаку терминот гешталт значи конфигурација, целина, целост, целовитост, прилика така. Што на што се мисли уствари? Во гешталт терапијата секогаш го гледаме клиентот не само кој дошол, него и од каде дошол, во кој окружување функционира. И на тој начин го гледаме како целина. Тој и неговата околина, каде живе, со кого живе, кои се тие околу него, дали на работа, дали дома, дали пријатели или секој што е важен за него, како влијае на него, бидејќи тој не функционира изолирано, него во некоја средина каде што настанува одреден проблем. Човекот не може да постои сам без други. Колку може по сеопфатност. Па да, значи да се земе во предмет и од каде доаѓа, значи кој доаѓа на терапија и од каде доаѓа, што носи со себе како искуство во таа средина каде што живее. И значи тоа е како една целина. Исто и ако го гледаме како единка, не го гледаме само каков психички проблем има, него како телото реагира, значи како една целина, значи психичкиот и телесниот дел заедно, како една целина. Па да, некогаш некогаш не се совпаѓа она што го кажува со зборови клиентот, со она, да, телото како седи, како реагира, како дише, дали менува боја, дали се препотува, дали е стегнат, вкочана, дали му се рамената подкренати, дали телото исто така многу не кажува за неговата состојба на клиентот. И затоа земаме се во целина, значи како е, како се чувствува, кои се неговите емоции во моментот и како телото реагира на она што му се случи. Значи, зборуваме за една целина, секогаш го гледаме клиентот како целина од психички и физички дел, како клиент и средината околу него. На тоа се мисли. Или ако е телото, значи како една целина со сите органи внатре, значи секој орган си има своја функција, еден да има пореметена функција, веројатно влијае на целината. Значи сите органи некако ќе се модифицираат, ќе се адаптираат на таа промена, за да продолжи да функционира телото. Значи едно нешто од целината, ако има промена, се менува и се во телото. Исто и од она што го учи клиентот во психотерапискиот процес, што учи нешто ново, некое ново однесување, нов начин на размислување, кога ќе се охрабри да проба нешто кој инаку и ќе го проба тоа во својата средина, па тоа нешто ќе влијае на средината и ќе се променат некои работи постепено, нели како што еден орган делува на целината, така и кога однесувањето, барем нешто кога ќе промени, веќе може да се дојде до промени во средината. Дали во бракот, дали во врската, дали на работно место или
со родители, доколку имало проблеми, значи на кој поле да се работи, од некаде кога ќе се почне, веројатно ќе влие и на другите полиња. А тоа некаде е терапевската соба. Знаете, не е како домино ефект. Гешталт психотерапијата не е како домино ефект, за разлика од други психотерапии за кои ќе збориме на кратко. Гешталт психотерапијата во собата, каде што healing room, ајде да речеме во собата за исцеление во терапевската соба, е како ripple ефект. Нема македонски збор, ама не е домино. Знаете, домино ефектот пак се враќа кај личноста. Меѓутоа, кога терапевтот ќе фрли камче на промена во полето на клиентот и клиентот ќе почне со мали крупчиња прво во себе да се менува, па ќе почне да ја емитира таа промена на надвор и да го шири своето поле на промена во неговото поле, каде што во интерперсоналните односи со другите. Прво, пример да земеме мајка, прво ќе се смени себе си, па после со дечињата, па после со партнерот, па после со другарките и после си го сменила својот свет. Затоа гешталт психотерапијата на безбедно место во гешталт собата прави еден рипл ефект, пошто ако клиентот сака да се сменува, ако дошло да се смени, тоа е многу битно. Ако не дошло само да се го троши времето и парите, окей. Ама ако дошло да се смени, на вистина не може, а да не се смени. Знаете, јас секој пат велам, ако си кренал Велес за Скопје, еден пат е. Значи да лазиш, ама ако одиш, ќе стигнеш. Кај да е? Baby steps. Значи, не е битно колку брзо се движи клиентот. Као што рече Роза Сидоа, ние го гледаме како цел контекст, како цел гешталт, како цела структура, како швајцарски саат. Ако нешто не чине, цел саат не работи. И затоа, значи, само ние сме помалку банкините на патот. Само му нудиме една безбедна зона, каде што може да се движи, ама во свој ритм, во свој чекор. За разлика, пример, од Бики до Равната, што кажува како треба да се движи на кај Скопје, како да вози колата, овде во гешталтистичкиот пристап, клиентот и терапевтот се на иста хоризонтална равнина. Исти сме, заедно сме на тој пат. И тоа е убавината. Терапевтот е буквално ветер у леđa, терапевтот е со тебе. Па да, некогаш и огледал. Зависи од потребите на клиентот. Може, ако е тоа корисно и потребно на клиентот, баш да види што прави. Баш терапевтот, колку некој вид на огледало, само да рефлектира што се... Тоа ми е најбавите експерименти. Гешталт терапијата многу работи со експерименти. Баш огледалото, што ми го прави Рози последниве неколку едукацијски сати, ми е еден од најубавата терапевтска пракса, кога терапевтот е огледало на клиентот, кога буквално го имитираме, да види како е. Знаеш како дечиња, кога ќе имитират родителот, за жал родителот не сака што детето сака да му каже, ама кога имаме возрастен терапевт, што го чувствуваш кај авторитет, може би ќе си го ставиш прстот на глава, чекај сега, мене ме имитира, не смева или тоа сум јас. Треба на своја кожа да се Тоа е гешталтот. Кога го учиме клиентот, буквално го учиме, не го насочуваме. Малку само го буткаме, ја возиме енергијата во полето, за да клиентот почувствува на своја кожа како е. Бидејќи знаете, најдобра промена е промената кога сам ќе ти текне. Мора да свати сам, иначе некој ако ти кажува, ти прифати одговорноста за тоа што му се случува. Значи, една од важните работи во психотерапијата е прифаќање на одговорноста за тоа како живееме, како функционираме, со кого живееме, што дозволуваме, што не дозволуваме, или што правиме со своите желби и потреби, колку чувствуваме задоволство и среќа или па е небитно тоа, нели, само со обврски сме, децата се побитни или секој различно функционира, ама значи кога ќе прифати некој дека е одговорен за тоа што му се случува, прифаќа и дали ќе избере така да продолжи. Значи дека има избор.
Не дека секогаш кога ќе стане свесен некој дека па и не е баш добро вака, дека може поинаку, дека од утре веќе ќе промени нешто. Треба спремност за тоа, затоа што средината пак каде што живее навикнала на него таков како што е и се одеднаш он како така се менува, веќе тука ама он ако види дека јас вака, не знам, ќе ми рече тоа. Мајка ми ќе се однесува вака, сопругот не знам што ќе рече. Значи, веќе тргнува да преиспитува какви се реакции ќе има ако нешто промени, нешто во неговото однесување, стави некоја граница. Но има избор, дека секогаш ќе знае дека избира и денес да биде како и вчера. Дека тоа веќе не е несвесно, спонтано и така сум научил и тоа и немам избор. Не, веќе има избор, ама може да избере и дека вака е по-безбедно и дека не е спремен да ризикува и тоа е во ред. Едноставно ја почитуваме и потребата на клиентот да остане таму кај што му е познато, без разлика што може непријатно. Ама е познато, сигурно се снаоѓа со тоа неубавото, Многу не е почитуваме спремен, хранбениот механизам што се го научил уште како дете. Имаме навистина почит спрема тоа. Секој се доаѓа со плеада од бранбени механизми. Дори доаѓаат луѓе целите забарикадирани со палисади, со колци. Нема што да ме чепкаш, ти нема ја да се смена, мајка ми ќе се смени, татко ми Сите ќе се други смени, таму што се прават и што се мајка ми е ваква или ќерка ми или сестра ми или татко ми, сопругот кој се нечини и никако не можам да се справам со нејзе или него и преку глава ми од нејзе. Ти да видиш што ми трава, значи спремни се може еден саат тоа да го зборат, ама кога ќе, нели, малку ќе ги пренасочиме добро, а ти што правиш? Сега тука нели пресврт, нели, што па ја, не, они треба да се сменат. Многу често се случува да доаѓаат со таков став дека тие таму другите треба да се сменат и тие таму прават проблеми. А мене ми е тешко ради тоа. Нели, тука нели почнуваме веќе тераписки процес да го насочуваме клиентот да види дека има избор, дека и тој има некаква моќ да влие, да избира, да реагира поинаку, да може би отфрли некого, да прави некои граници, селекција, што се може да направи, да види, дека не е тој онака баш жртва на сите околу него, сироти тој или таа, дека не е тој како мало дете кое некои возрастни околу него тука само му прават некој немир. И тука, нели, сето тоа е дел од терапискиот процес во сеансите. Нели, има и такви клиенти кои доаѓаат со идеја дека ако еднаш дојдат и со еден разговор веќе јас имам магично ставче и вака одма ќе ги решам проблемите. Ама со тврдо да може така, нели? Ама за жал, нели, како што и секој телесен процес што почне од некој телесно заболевање, му треба време за да се врати во нормала. Дали со вежбање, дали со некаква терапија или нешто. Ќе пиеме антибиотик 7 дена, нема да ни помине за 2 сати. Или физикална терапија 10 барем терапии, или зависи, нели, колкава е повредата, па има и повеќе додека се врати во нормала. Исто и со психичкиот дел, може би многу повеќе, затоа што некој што ќе дојде, да речеме, има 30 години, клиентот при 30 години така функционирал и не може преку ноќ туку така да смени нешто. Не дека не може, ама потребна е голема мотивација, потребно е нешто сериозно да не функционира за да направи таков пресек, потребна е храброст, спремност, за да донесе некои одлуки што би биле радикални.
во смисла радикални промени да се направат. Тука е терапевтот за поддршка, но и нели да му помогне на клиентот да се подготви за сите тие промени. И како средината ќе реагира, нели да не го врати пак назад таму кај што си бил, како што вика, кај што му е местото, да не таласа многу тука, да не ги вознамирува другите. И се тоа не се процеси на кои работим во психотераписката сеанса. Има и клиенти кои доаѓаат со идеја дека исто како кога одат на лекар. Те кажат дека, не знам, нели, ме боли главата и лекарот препишува, не знам, некој аналгетик или за спиење нешто, пи го од саба или навечер, 10 дена да речеме, и толку. Има и такви клиенти кои очекуваат дека треба јас да им кажам што да прават. Ако има проблем, да речеме, со сопругата, за, не знам, несогласувања и криза во бракот и се тоа, и сега јас треба му кажам, ти ќе кажеш бака, после ќе направиш бака, ова веќе нема да правиш, ова ќе правиш, како точно насоки, што се треба и што се не треба, он само да послуша и веќе проблемот ќе се санира, нели? Исто како на лекар. Нели, тогаш јас уствари што правам? Создавам нов зависник. Овој проблем може ќе се реши така, ама веќе има нов проблем и требам пак да дојде кај мене, јас пак да му кажам што да прави. И тоа не е целта на гешталт психотерапијата. Има тераписки правци, каде што баш терапевтот ја зазема таа позиција на некој што знае многу подобро од сите други и кај него треба да отидеш да ти каже во 6 чекори како да си го решиш проблемот. Но во гешталт терапијата се оди малку подлабоко. Да се поттикне човекот да размислува и да стане свесен за своите капацитети, да види што сака уствари. Нели, кога ќе види, кога ќе стане свесен кои се неговите потреби, што сака, што не сака, кого сака, кого не сака, кога ќе почне малку посвесно да размислува за неговото секојдневие, како функционира, тогаш веќе почнува и да размислува какви избори прави. Дали е само нешто научено од дома, од мама, од тато, од некој близок, или пак, нели, може да се проба и нешто поинаку. Тогаш веќе си ја превзима одговорноста за себе. Зашто вака, нели, јас ако му кажам тоа и тоа прави, ова не прави, фактички јас ја презимам одговорноста за него и сега ако не се реши проблемот, он комодно може да дојде и да рече ти ми рече така, да, ти си крива, еве не се реши или што зна може уште полошо испаднало дома. Значи, јас треба да бидам одговорна за тоа што им се случува дома. Што, нели, пак е некоја позиција како ја сум ја родителот, а тоа е детето и јас треба да му кажам што да прави и што да не прави. Гешталт терапијата ги учи клиентите да бидат свесни кои се сега и овде, колку години имаат. Често се случува во тераписка сеанса да баш зборуваат за, не знам, некој проблем, кажува што ми се случува и како изреагирале, ама сега тој може има 50 години, а кажува некако оно што го прави како за 20 години. 15, помалку, што, ама и нема свесност дека е тоа така. Нели може кај што работите некој колега, кај што ако не завршил баш добро работата и шефот дојде и му се развика и наместо тој да каже добро, кај сум сгрешила, дај да поправам или еве до утре ќе гледам тоа да го средам, друго да не треба нешто, да се договара, нели? Може да оти и да плаче. Како ова ми се случи мене,
каков е овој шеф, па јас овде морам ли да го трпам ова, па шефот е ваков и таков, нели ќе ги мрази колегите што не го заштитиле, или нели се тоа регресивно некој однесување како за помала возраст, како детето кога ќе го искара родителот, па плаче и чека или да го сожалуваат и да му попуштат, ај добро, да не го караме многу. Ама тој е возрастен човек кој е работен некаде, ама се однесува како за помала возраст. Едноставно, често се случува да интелектуалниот и календарскиот развој, нели, календарски може има некои 30-40 години, ама емоционалниот развој некде стагнира, заглавиле на некоја возраст, може би кај што им се случило нешто значајно, нешто што ги фиксирало там, останало незавршено, него викаме тоа незавршени гешталт, баш како да ми ја врзуваат енергијата таму во тие помали години кога сме биле деца, па и поголеми, значи сите тие нерешени ситуации, незавршени ситуации, нешто каде што останало нејасно, каде што може би сме сакале да биде поинаку, сме биле навредени, повредени, имало многу непријатности, дали од страна на родителите било тоа, дали на работа, дали од деца во училиште или наставник некој таков специфичен. Некој некако влијал да баш застанеме на некоја возраст и не одиме натаму. Емоционалниот развој е нешто на што се работи. Не е тоа спонтан процес како календаров си врти, сакал или не, секој ден се будиме за уште еден ден по-возрастни, ама емоционалниот развој може да стагнира и треба на тоа да се работи. И тоа што го работиме во психотерапија. Емоционалниот раст да се дојде до календарските години. Знаете, јас најчесто и на моите клиенти, исто и на моите ученици им велам, видите, посебно мојот секој терапевт си има свој стил на работа. Мојот стил е малку подиректен. И сега јас овака им објаснувам кога ќе се зачудат од мојата директност. Значи им велам, видите, значи како што рече Розе, имаме клиенти 30, 40, 50, 60, 70 години. Значи луѓето се како куки, како цела куќа со многу соби. И сега доаѓаат ние да ги искречиме, да им помогнеме да искречиме, да ставиме нов мебел, да мирисаат убаво све. Spring cleaning. Меѓутоа, треба, за додека јас дојдам да го искречам тај простор и да ги отворам прозорите за да мириса убаво, да ги споиме емоционалното, интелектуалното и физичкото, клиентот го учиме како ѓубрето прво да си го најде, да си го селектира, 40, 50, 60 години што се загадувал себе си од интроекти, од мама ми каже, тато ми каже, за маш ми ова го правам, за другарка ми ова, за се што не е тој, знаете, и како кроми. Јас ве љубам, вие плачете. Уствари, вие сами се љубите, ова не ми треба, ова не ми треба. Замислете кој ѓубре го имаме ние, 40, 30, 50 години. И сте кај нас 1 саат и ние имаме време 1 саат, пошто никој не ни гарантира дека вие утре ќе се вратите пак или наредна недела. Аз за 1 саат имам само шанса да ви кажам колку многу ѓубре имате и дека тоа е ваше ѓубре и дека вие треба селекција да направите. Знаеш колку не мрзи ние физички подрумо да се го изчистиме, а не па себе да седнеш 40 години материјал да листаш. Ова сум јас, ова не сум јас, ова ми треба, ова не ми треба. Дури кога ќе научи клиентот да превземе одговорност за сето ѓубре и ќе го фрли тоа што го разболува, тоа што го повредува и ќе престане да се повредува себе си ставајќи се ѓубре, тука почнува терапијата всушност. Тука почнува исцелението. Тука почнуваме да работиме. Кога ќе превземе одговорност дека тој си е собствениот подрум и сака сега да биде дневна соба. И во рете, ама клиентот треба да се пресели од дневната соба. Не можам да идам да се разведам за клиентката. Слушај, доаѓам, сега се разведувам од тебе. Да беше толку лесно.
Океј, ама не можам ја да влезем да ве преселам од подрумот кај што живеете во дневната. Ама кога ќе влезете во дневната е тогаш доаѓаме на гости. И тогаш викаме, ајде сега полека, значи диши, запали си свекиче, ајде сега види ти што сакаш, како што кажа Роз. Сега стапувате вие на сцена, од кога ќе видите што све не сте. Тој процес многу малку луѓе се храбри. Затоа и многу малку луѓе се осудува да дојдат на психотерапија. Затоа што ќе почнат да чепкат у ѓубрето. А тоа боли. И не само што боли, кога ќе види комшијата дека ти чистиш ѓубри, веќе не смрди, кај него ќе почне да смрди. И ќе вика, не, ама видиш што си убава, видиш што ти е убаво дома, не, седи си. Луѓето околу нас не ќе промени. Знаете како алкохоличар кој ќе престане да пие и татко му што пил со него или другар му сега нема со кој раќе, ајде, не биди таков, оваков си, однаков си, ај па ти за една раќа. Луѓето околу нас најчесто не ни дават простор да се смениме. Меѓутоа и тоа е дел од храброста, што на еден човек многу предизвици ќе се најдете. Навистина многу предизвици, навистина треба многу храброст да бидете стартната точка на собствената промена. Be the change you want to be and you want to see. Буквално тоа е гешталт пристапот. Парадоксалната теорија на промени од Белезер тоа го кажува. Само човек кој ќе се прифати себе си, таков како што е, може да почне да се менува. И тогаш и најверојатно ќе се преселиме од зградата. Пошто не можеш да се исцелиш во околина што те разболува. Треба многу време за да можеш себе, па после нив полека да чекаш дори да и они нешто помалце мрднат. Може така, ама е баш бавен процес. И како што вика Данче, не е едноставен, не е лесен процес. Исто како кога одите на лекар, нешто ве боли. Не е тоа пријатно нешто таму на забар, на лекар, на како специјалист кога одите. Значи има некоја болка заради која одите. Истото и овде, значи имате некоја психичка болка, душевна болка, која може дури сте навикнале да толерирате. Затоа што, ете, некако, ќе ви сменам, ќе се пренаслучам на нешто друго, да не мислам на тоа, ќе се окупирам со 300 работи за да не мислам на нешто, некој што ме повредил, навредил или што се случува, не сакам да го гледам тоа, не сакам така, ме боли, ама едноставно пробувам да не чувствувам. Со телото не може така, нели? Ако малку ја допреме ринглата што е жешка, одма ќе тргнеме раката. Нема, па чекај ја го одма рефлексно. Но со душевната, внатре психичката болка, некако со тек на време, веројатно, што од мали учиме да ја толерираме. Дека тоа е дури кај некои и нормално, што не би требало да е така, не би требало да боли. Замислете колку си ја болиме собствената душа. Да, изминате. Јас дека сте вика на таа линија која што весте со емоциите, сега да прашам дали треба да се соодветствуваат разумот и емоциите да бидат паралелно и дали емоциите ако ги исклучиме ние стаѓаме себични или сепак тоа е возможно да се чувствува така човек дека кога нели расте и се развива дека може на некој степен да дојде нели до тоа да не почувствува веќе истата болка иако доаѓа нели од блиска особа кога ставаме зборзени за одбрануваниот механизам. Дали е тоа кога ќе научиме со емоциите па дури да ги отстраниме малку или сепак е тоа некоја пак потиснување? Сакаш да ги размислиш емоциите? Па не, туку дали може да одат паралелно, тоа ме беше првиот Да вопрос. се исклучат емоциите, само со разум да одлучуваме. Нели, дали разумот или срцето, како што викали, кого да послушам сега? Па, види, ако го послушаш разумот, нема да ги снема емоциите. Пак ќе биде тука. Оно што чувствуваш за некого ќе биде пак тука. И во гешталт терапијата ние учиме како да ги препознаеме емоциите и како да ги искажеме. Да, во гешталт терапијата нема негативни, не делиме негативни, позитивни емоции. Емоциите се емоции.
Како ги употребуваш е позитивно или негативно. Е тоа учење на гешталт. Како да ти пораснеш емоционално и да дојдеш до ниво на твојата интелигенција и до ниво на твојата календарска година со сите твои искуства. Да стане важно. Знаеш, да не биде, значи ме налутил некој и ја ќе си отидам и ќе гледам да заборавам и до утре ако може као ништо да не било, ај да што знам. Било поминало, ете така. Не, значи да стане тоа важно. Дека јас сакам да знае другиот дека мене тоа ме лути, тоа што се случува и што не ми се допаѓа и сакам да кажам и покажам дека тоа е нешто важно. Да, значи лутината е таква емоција, ако збориме за лутината конкретно, да баш енергизира, не покренува на акција за да направиме нешто, да го промениме тоа таму што не ни се допаѓа или да кажеме на тој некој таму што е, да нели знае што ние сакаме и што не сакаме, што не лути. Така и се запознаваме, така ќе се запознаеме со тој. Ќе не познава тогаш кога ќе кажуваме што се случува со нас, кога ќе зборуваме за емоциите. Кога ќе комуницираме. Луѓето не комуницираат за емоции. Сакаат. Ова Розе што го нели и ако си кај гешталтист, прво што ќе те праша, пример тоа Розе, секоја што не праша, што најмногу нервира, како ти си се лутиш себе си. Не како другиот те лути тебе, како ти си се лутиш себе си за некој друг. Секогаш збориме во прво лице, Елина, јас се налутив на него и ја преземаме одговорноста. И тоа е прекрасното во работата. Значи не налутиш тој. Тој направил нешто поради кое јас. Прашањето ми беше кога веќе ја гледаме кај себе некоја промена, дека веќе не реагираме на истиот начин. Тоа ми беше работата. Дали уствари го употребувам повеќе разумот во тој случај или емоциите научив да ги повлекувам во одредена ситуација, бидејќи, односно не да ги повлекувам, пак не знам да го искажам тоа. Нели станува збор за блиска особа. И сега вие зборувате една за пати 50 пати примерно или нисата тема и та комуникација. Нели ги искажувате емоциите дури најразлични, нели од најубави до најтемни, или како ги велите вие, сите се исти емоции се. Иако сметам дека емоциите се разликуваат во тоа како како ни делува на телото што видите. Искрено ми сум случај за да поставувам можеби некои од тој тип прашања, но секогаш ми било интересно, нели кога за себе од себе си почнувам, па затоа ми беше прашањето. Сега ја гледам таа промена, дека малку порационално од било кога се почувствувам за некои работи, да, најверојатно и си ги објаснувам веќе, значи сега ова нели за разлика од порано си ги објаснувам како и јас ги кажам работите, зошто дошло до тоа или зошто другата страна веќе не ми разбира моите реакции во однос на вака некоја аналитична комуникација која што не го повишувам, немам потреба ни да го повишам тонот, туку едноставно со рациото настапувам. Воопшто немам емоции во тој момент да го кажам тоа на начин или со висок тон како што никогаш сум го правила. Дали е тоа рациото или емоциите се исклучуваат во тој момент? Сега може, нели, само јас ќе предпоставувам, бидејќи не знам баш ми фалат информации, но мене вака ми личи како да си научила да ги блокираш емоциите, да не чувствувам, како што рече, да не чувствувам ништо кога така ми збори. Што нели само некој одбран механизам, зашто ако чувствувам ќе ме боли. Да не ме боли, избирам да не чувствувам. Тоа е несвесна одлука, не е дека свесно ти од денес си одлучила дека веќе вака ги правиш. Тоа е несвесен процес, но дека така не боли. Да, исто ја би од ова што го слушнам, како што вели Роза ми фалат малку информации, меѓутоа јас сметам дека едноставно само си научила како да манипулираш ситуацијата за да имаш мир некој и да не се караш со личноста со која милион пати си рекла нешто. Да не би рекла дека тоа е само мој мир, туку е некој начин да таа е пример. Кога
никој нели доаѓа со напад. Најлесно е ние да изимитираме нели постапката и ние да го нападнеме, па ти вака, па јас така, нели во таа ситуација, тоа беше манирот, дека веќе не одбирам начин да нападнам како реакција на тоа што го добивам, поготово од блиска особа, туку најдобро е нели што велите и да покажам разбирање, ама со некаков разговор пред се за тоа што велите, па дури да покажам тоа во моментов значи не можеш да допреш до мене затоа што јас не се чувствувам така. Значи не се чувствувам дека сакам да земам нешто од тебе или да ти докажам нешто, туку баш сакам да примерно разговарам нека тоа што да, тоа што кажувате. И затоа се прашувам дури себе од каде ми е таа мисла, најверојатно ми е рациото или некоја емоција која што веќе ми поминала на начин на тоа да нели да преиде некако да се балансира со рацијо. Не знам како да Сега, пример, да би биле на терапија, би те поставувале други прашања, на сега овака. Може и сега. Тоа што го јас слушам, еве да се изразим нека статистички, значи никогаш не предпоставуваме што ти, како ти се чувствуваш, секој пат би рекле, јас мислам дека те слушнам, дека ми кажа, дека личноста со која се караш ти значи доволно за да најдеш решение за разговор. Што ако не ти значише, речеш да не кажем шо. Тоа го слушам од твојата невербалната комуникација што ми ја стави у полето. Така, тоа го слушнав помеѓу твоите зборови, дека личност ипак ти значи доволно за да ти пробаш да најдеш начин на комуникација каде што двете ќе останат пријателки. Постои останува тоа чувство на непријатност. Да, тоа не си разбрана, како да не си слушна тоа. Само решаваш да го супресираш. Гледаш да најдеш начин како да останеш смирена, да не те вознемири тоа што доаѓа од другата страна. И затоа се оди на терапија. Ти продолжуваш да разговараш со личноста, но доаѓаш на терапија за да кажеш тоа што не го комуницираш со личноста, за да го изведеш од системот. Благодарам, извината на Ова е Добро тогаш како да станува растот и преминување на ситуацијата. Ако ова не е едно од решенијата. Не решението, туку да растот од ситуацијата, да излезеш од ситуацијата, ако константно си во тој дух на негативна комуникација од нас, за да излезе, добро, окей, доволно ми беше, ајде сега рационално пристапуваме, тогаш кој е мојот спас, а не да биде негативно дека јас се плашам и никам да мислам. Дека најчисто Не е само разговорот, кога разговорот е потребен од таа вистинската особа, не од вас. Значи, како ти дојде растот до... Окей, крај. Ако го земем на овој пример, каде што така мене ми звучеше како да тој другиот или друга не е битно, не ја разбира, не ја слуша. Дека пошто она кажува пробуваш еднаш, два пати, пет пати џабе, као да не ме разбираш што му кажувам. И одлучила да некако се повлекува и да не реагира, да не се карат, да возврати. Веројатно, чувството е исто од другата страна. Дека и он што, или она, нели, што кажува, дека и она не го разбира. Па тоа го нервира и лути. Веројатно, од двете страни е истото чувство, најчесто е така. И другиот има чувство дека шо и да избори, она ништо не го разбира, ништо не прифаќа, си тера по нејзино. И он пет пати кажал и па е исто. Инаку зашто имаме реакција. Значи и двајцата не се слушаат. Таков е впечатокот, нели? Но што се случува во суштина, она што го слуша, она си го преведува на свој начин. Нема тука искрена комуникација најчесто. Кога нема искреност, отвореност, кога има често, да речеме некоја задршка, ако му кажам баш така, кој знае тогаш што ќе направи, или некако може ќе се навреди, може погрешно ќе ме свати, па некако ајде го испилувам, ако можам да се каже, ама па и да не се каже баш све. Ама ја да си кажам, кога така се оди, се остава многу простор за предпоставки. И сега, неко предходно имало еден куп ситуации кај што можеби она се чувствувала
Ето, непријатно е имало ситуација кај што може би ја омаловажил на некој начин, намерно или не. Може би очекувала повеќе внимание, не го добила, може би имало ситуации кај што баш се така се собрале и сега било кое негово кажување ќе го толкова веројатно обоено со тоа дека веројатно мисли нешто лошо. Што и да каже, си го преведува. Ние можеме да го смениме тоа што ние го знаеме. Не можеме нивното да го смениме. Незиниот обид да се смени е пристапот. Дали растот е во промена на пристапот, затоа што инаку нема на друг начин како. За негово? Растот е во... Ама мојата е взимам, менувам. За себе, мене е по вие. Ама ја менувам и кажувам вака и вака. Чувствувам и вака се... Кога има отворена, искрена комуникација, нели, за својата страна, од таа страна како е, нели, за него, тој си одговара од мојата страна, јас за мојата. Кога јас најискрено и отворено ќе зборувам, без разлика што ќе добијам од другата страна, јас просто ќе бидам мирна, затоа што веќе јас сум во мир со себе и покажувам она што сум сакала да го слушне другиот. Ма работата што она, мислам дека прашањето незина, она како да го доби, одговорот што она сака да го доби од другата страна. Зашто тоа е разлика. Да ја премине ситуацијата. Да ја премине Јас сакам да се надобрзам накратко. Јас одам на психотерапија долго време и баш вчера имаш баш ваков пример и ќе го споделам. На работа си дадов отказ и долго време планирав да го дадам отказот и одам и тоа не е вистината да ја кажам дека јас сакам само да се заминам заради тоа што мене не ми убаво, не сум среќна и задоволна. Јас пробував неколку пати уназад да го кажам со некоја позитивна манипулација да искористам. Заради тоа од другата страна да имам позитивен впечаток за мене и мислејќи дека јас ќе се чувствувам убаво после тоа. А сваќам дека не сум искрена со себе си прво и ништо не добивам. Ако ја изгубам таа личност, ние многу често луѓето се плашиме дека ако ја кажеме вистината ќе го изгубиме другиот човек и затоа се криеме внатре во себе. Се плашиме од тоа, од реакцијата на другиот, многу повеќе отколку тоа ние што ќе го кажеме. И затоа, например, ја вчера се дадов отказ и јас си направив плејада на реакции какви можам јас да добијам од другата страна, дали ќе ми вика, дали ќе, не знам, што ќе ми направи. Сценарија во главата, ама и не знаев што ќе биде резултатот, ама јас доволно си верував во себе дека и да ме навреди, и да ми каже нешто негативно, во ред ќе си ја превземам одговорноста заради тоа што јас одлуката ја носам за себе, не ја носам за никој друг. И не значи дека ако донесеме некаква одлука или реагираме, дека чувствата ќе бидат најпозитивни. Оти многу често ние мислам дека луѓето се губиме дека за да се разреши одредена ситуација, конфликт помеѓу двајца, дека треба да биде позитивно светло. Не секогаш има чистка помеѓу двајца луѓе, дека едната позитивно и позитивно и ќе си поздравиме со рака. Некогаш едноставно ситуациите, другата страна не е спремна и ти не си спремен. И треба да се прифатиме едноставно дека некогаш само се раскрстуваат патиштата на луѓето и си се завршуваме и тоа е тоа. А нас ни е многу тешко и, например, еве и смртта, сам јас сум ја размислувала како поим. Животот ние кога ќе се разделиме со луѓето чувствуваме загуба. И кога ќе умре некој човек е загуба. И ти кога ќе се разделиш со некој човек, еве да раскинеш со дечко, со девојка и на работа, ти си посветил внимание, време, си се трудел за тоа. И кога ќе се одделиш од тоа, ти чувствуваш болка. И таа болка никој не може да ти ја зацели, да ти кажува дека те сака и дека не знам нешто. Ти треба едноставно, мислам, дека да си расчистуваш внатре во себе и да не дозволуваш едноставно тоа што се случило, да си го да прифатиш одговорност. Мислам дека колку и да сакаме позитивно е да тагуваш, заради тоа што тагата е дел од секојдневието, луѓето имаме
тага многу во нас и едноставно е тоа дел од нашето постоење. Ако не го прифатиме, едноставно мислам дека само си го правиме патот да не биде потежок. Да, те благодарам. Имаме и работилница за пазите на таа жена, би изборале рано од живота на оджалување. Мене ми е специализација за загуба, травма, смрт, како ветула. Да, те гледам. Извини, само мало. Да, ова што го кажа е прекрасно, затоа што знаете колку да е клише, една поговорка е сепак многу битна. The truth shall set you free. Ништо нема да ве ослободи како вистината, ама која вистина? Вашата вистина. Постои само една вистина за вас што ве расти. Вашата вистина. Не те сакам, точка. Колку повеќе научите да зборите јасно и гласно со два збора, толку подобро за вас. Не губите енергија, слушај, не ми се работи тука. Не си иде у веце, не ми се иде у веце. Гладна сум, ми се јаде бурек од силбо. Јасно, јасна комуникација, тоа е презимање на одговорност. Ако ја не кажам на мојот сопруг дека ми се јаде бурек од силбо, ја можам 3 дена да му давам сигнали, да му месам бурек, да му кажувам абе Сања, нешто тука, љубчиња, нешто ми замири се нервираш, не му текнува. И да се карам, па уште и да му се изнакарам, ако може да не бака. 3 дена ти зборам, оставила ништо не зборам. Ќе му кажам, душо, пали мотор, купи ми бурек од силбо. После силбо. Значи, јас што делам, некој па не сака, ја не кем бомбони, сакам бурек од силбо. Значи, тоа е комуникација. Дечкиве мои што сакаш за роден ден, па не знам, тетрадка, кажеш што сакаш, и ти ја купат, нема да ти ја купат. Знаеш, и убава е темата за загуба, бидејќи тоа е нешто што го правиме на гешталт психотерапија. Во полето е исто одговор на твоето прашање како растеме, како пробаме. Тоа е убавината во гешталтот како психотерапевски правец. Пробаш. Терапевтот, гешталтистот ти дозволува простор, фотели, мечиња, друга особа некоја, празна столица. Пробаме кој е сценарио. Можеме 3 месеци да работиш само на еден проблем, за да го најдеме најдоброто сценарио за тебе, каде што ти твојата вистина ќе ја кажеш и ќе живееш со тоа. Ќе ги сносиш и краткорочните и долгорочните последици од зборовите што ќе излезат од твојата уста, ама сме го вежбале сценариото, сме виделе на безбедно. И после одиш надвор и го правиш тоа. И тука е храброста. Многу луѓе вежбаме на психотерапија, ама не секој успева доволно храбро да отвори уста и да го каже тоа што сме го вежбали. Надвор е растот, не у терапевската пракса растот. Надвор е. Дали тоа што сме го дали тоа што сме го научили. Секојаш клиентот да се чувствува сигурно и безбедно во терапискиот процес, во просторот каде што е, да има чувство дека секојаш е прифатен, дека нема да биде осудуван за нема да биде критикуван за ништо. Тоа е вашата вистина. Тоа е на тоа работиме. како основа која мора да постои за да почне да се отвара клиентот и веќе да повади оној на вистина што го носи со себе, на безбедно тука. А потоа, кога ќе се почувствува, кога ќе осети својата снага што ја има, за која многу често не е свесен, па да проба и надвор. Многу често се случува, знаете, јас моите ученици што учам, сите лажат. Клиентот прво кој ќе дојде на терапија се представува како сака ние да го наживееме него. Тоа е правење лице. Клиентите лажат. Значи, после 3 или 4 години кога ќе испадат некоја информација во процесот, устата останува отворена. Како, зашо не ми го кажа ова пред 3 години? Ама тоа е, луѓето сме научени да се срамиме од тоа кои сме, од себе си, од собствените емоции, од собствените чувства, сме научени да размислуваме на одреден систем. Затоа
одењето на психотерапија ќе ве разбуди, ќе ве ослободи, да бидете своји, да не чекаме 10 години да вие се опростите од некого пред смртта. Пред смртта ништо не се решава. Тоа е лага. Меѓу време треба да се опростиме, да не се ни врзаме на прво место, за да не би се опростувале после. Едноставно да научиме да живееме. Колку сте поискрени уште на првата сесија, колку сте похрабри да бидете кои сте во моментов, тука и сега, нервозни, сакаш да ме плеснеш, плесни ме, не е битно. Ке ти се развикам, ке ми се развикаш, да видиме. Тоа ќе се реши. Вистината ќе го ослободи. Повели. Да, прашањето ми беше сега, но сам како што сватив јас до сега, нешталото, значи повеќе фокусот е на сега и тука како се чувствуваш, значи чувствата што сега може. Па не само чувствата, цел комплект, цел гешталт, цела Значи, структура. повеќе фокусот е на сегашноста. Сега, прашањето ми е колку има, да речеме, на браќање или не знам, разработка на, да речеме, не знам, трауми или општо, мислам пак да чипнеш, да речеме, од каде ти доаѓаат тие чувства. Па секако, гледај, ти повеќе сега си последица на твоето минато. Не можеме да те сработиме сега ако не до... Баш како швајцарски саат. Ја не можам да го поправам саатот ако не го разглобам. Ама пак, акцентот не е како Фроид, врати се во детство таму. Ти си сепак, јас сум сепак 43 години. Сега што правам со мојата траума од пред 30 години. Како сега се носам со таа траума. Да, терапевтот ќе го испади тоа од мене. Тоест, јас ќе го презентирам пред незе. Буквално ќе ме разгуби како швајцарски саат за да види што не штима. Ама, ипак, на крајот од денот е како јас сега, значи на 4.6.2025 на 43 години се носам со тоа што ми се десило пред 30 години. И тоа е целата убавина на психотерапија. Тоа е тоа растење. Да превземеш одговорност тука и сега за било што да ти се десило тогаш и таму. Тоа окей, ама например како може, не знам, малку искрено ми е друг тој пристап на тоа да се превземе одговорност за тоа што стварно има, мислам, не знам, трауми или ситуации каде што реално нема никаква одговорност, да речем, нека конкретно личност. Таму и тогаш да, ама сега може да меѓутоа да речеме ако го нема тоа на браќање и разработка од каде доаѓаат тие чувства, затоа што многу пати да речеме не знам имаме реакции некои што се тотално да речеме несоодветни со не знам конкретно ситуацијата и сваќаш да речеме дека не е поврзано со ситуацијата, туку доаѓа од нешто сосема друго, некоја си реквираш да речеме не знам случка од претходно или слично. Мојатот ми ако толку да речеме фокусот на сега и тука и тоа како да се искрен, да само не е ли тоа да речеме некако исто како не знам доктор што прави земи апче да се среди тоа, ама пак ќе се бидејќи мислам ако не е решено, ако ти не знаеш од каде или не знам, мислам дека најголем дел е конкретно за мене сум имала проблем што се чувствувам да речеме некако и не знам зашто се чувствувам да речеме така, не знам од каде ми доаѓа тоа чувство, конкретно ета дали анксиозност или не знам во ситуација каде што нема логичка причина зашто би се осеќала така. Сега ако тоа не се разработи да речеме, мислам ја во моментот ќе се искендам во ред, ама само до тоа, не знам, неразбирање од каде доаѓа тоа излично, мислам дека тоа би ме мачало повеќе него. Па, вака, еден од основните принципи во гешталтерапијата е да се вежбаме, да учиме што би требало да биде нормално, што мали носема, ете самата и социализација или други работи влијаат да и не сме баш многу себе и овде. Многу често, сигурно секој од вас ако помисли во текот на денот колку е концентриран на себе и овде, ќе види дека често размислува што правел еве сега, не знам, 7,5, што прави со бајле, се видов со него и може требаше му речам вака, а он ми рече вака и си размислувам, нели сега времево тече сега и овде. А јас мислам на оно што било со бајле или вчера или завчера или пак за она утре што ќе биде да одам таму или да не одам, па одам, па може вака ќе биде. Значи ова сега тече, а јас веќе размислам за нешто утре или натаму. Не сум сега и овде.
Учиме како го правиме тоа и која е функцијата на тоа. Ако не сум сега и овде, како јас што правам за да не бидам сега и овде, затоа што енергијата што ја имам и се што можам да направам е сега и овде. Јас можам да размислувам и до утре за тоа што било, ама нема ништо да сменам. Или тој настан лани или пред 3 месеци или кога сум била мала, пак го мислам, пак, ама не можам да го сменам. Тоа е нешто што поминало или она што ќе биде. Јас можам да го мислам исто од тоа време, ама не можам ништо за таму. Можам се што сакам да направам само сега и овде сега. Нали, во секој момент е сега и овде. Така да во гешталт терапијата најчесто ако има некој настан, не знам, макар не знам, ете некоја случка во детство, татко или мајка некако се однесува со нас, несоодветно или некоја загуба може би била што стално не врзува и кога и да видиме да слушаме дека некој умрел, па реагираме многу по интензивно за разлика од некој што нема такво искуство. И треба се испитува како јас сега, иако тоа нешто се случило пред 10-20 години можеби, како јас се уште дозволувам да тоа влие на ова како сега функционира. Значи, како јас сум одговорна за тоа. Тој настан или период во кој нешто се случува, се уште влие на ова сега јас што го имам. Често се случува од праксата со клиентите да оние што не се задоволни од она како функционираат сега, не се задоволни од себе што постигнале до сега, не се задоволни од тоа каде се, не знам, некако со кого се, генерално функционирањето не им се допаѓа, а и од себе се незадоволни. Па, наместо да размислуваат што прават сега и што би сакале да променат сега, размислуваат дека немаше да биде вака ако тогаш татко ми не го направеше тоа. Ако мајка ми не беше толку строга, например, ако не бев во тоа школа, ако, не знам, не се случеше што и да е. Барат причина отворено како изговор за нивното незадоволство сега. Често се случува. Не е секогаш, но добро е да се истражи, нели? Кое е незадоволството сега што го имаме, за да бараме во минатото што се случило и како тоа влијае сега. Тоа е нешто што се случило. Тоа не е нешто што не дефинира нас како личности. Нели, јас можам да кажам, мајка ми беше многу строга и не знам како мала и ме тепала и била едноставно лош родител од своји причини, од некои своји незадоволства и затоа јас сега, не знам, не можам да сум да, онака едноставно, што и да патам, не ми иде. Едноставно као да не ме научила да се сакам себе, као она да не ме сакала мене, едноставно со кој партнер да сум, тоа ми влие, ја неам таа близкост што сакам да ја имам, затоа што имав такво искуство, ете такви ми биле родителите и сега, еве, тоа ми се случува. Да, реалната слика може да е таква. Но јас, ако имам 30-40 кој да сум возраст, нели, кога го спорвам ума, јас можам да проверувам од каде се тоа, како било порано, како сега е. Но ако не видам што јас сега правам, за да се уште се чувствувам незадоволно, нема промена. Ја може да знам дека мојата анксиозност, незадоволство, не знам, непријатност некаква доаѓа од моето минато искуство, од тоа порано што и да се случувало, ама нели
што јас сега правам да сум незадоволна, тогаш како мала може и сум немала избор, едноставно јас сум мала, родителите за мене одлучувале, не сум можела многу и да бирам. Тие биле родители, така се однесувале, така било школа или наставник или кој да е. Едноставно, на мала возраст и детето нема многу избор. Но како возрастна, јас веќе имам избор. Како возрастна, јас сега можам да направам промени, за да сега се чувствувам добро, сега да сум задоволна, сега да сум успешна, сега да правам добри избори за себе. Како мала, нели, може би тие што биле важните околу мене, може лошо се однесували или правеле некои лоши избори за мене, ама јас тогаш не сум можела да реагирам. Како сега, што сега правам, за да сега сум незадоволна, сега ми е непријатно, сега немам добра комуникација или партнерот со кој да тргнам се нешто без веза или неуспешни врски. Што сега јас правам за да тоа трае? Не само што сега и овде се едни од главните концепти на гешталт, туку и што и како. Гешталт психотерапијата не праша зошто, туку што сега правиш да се уште така се однесуваш. Како си се идентификувала со тој настан да се уште така се однесуваш. Посебно кога работиме со возрастни луѓе чија травма е настаната во детството. Што и како ние се уште влагаме во врски каде што сме злоставувани, пример, психички, емоционално, физички. Како ги бираме партнерите? Као што рече Розе, може би првата врска, не знам, на 13, на 14, на 15 години не сме знаеле, не сме имали искуство, ама после искуство, неколку неуспешни врски, како се уште остануваме, која е нашата потреба да бидеме злоставувани, што добиваме, како сме научени тоа, како и што правиме за да не излеземе од тој маѓевсен круг. Едноставно на терапија го истражуваме тој процес, како сме се до тој степен идентификувале баш со таа травма. Пошто сите не имаме, не сам сигурно не сте тука очи немате травми или нешто многу интересно психотерапијата. Значи на факултет психологија или психотерапија се запишуваат луѓе што сакаат да работат на себе. Значи сите имаме неколку травми. Секој сака да живее поубаво, позадоволно, да има Тоа е прашањето на гешталт. Што сега да направиме? Што се случило, видите, дури и најтешките травми, значи сексуални злоставувања, инцести, значи фамилиарни, физички, емоционални злоставувања дома до фамилијата, не можеме да ги смениме со прашањето зошто. Не се враќаме назад. Немаме времеплов. Без тоа зошто, колку можеме да кажеме дека не знам си се знаеш доволно себе си, колку можеш да дојдеш. Затоа е контактот со терапевтот. Ние ги имаме тие прашања за да ве водиме, за да видите што правите сега и тука. Не сваќаш? Ипак, овака, кога размислуваш линеарно, без терапевт до тебе. Знаеш, ако дојдеш на терапија, ќе размислуваме двете. И ќе ти стане јасно, мислам како гешталтист ја носи терапевтскиот процес, како ние двете ќе најдеме што ти сега правиш и се да останеш во таа состојба. Подама, например, колку би можел да речеме ти година да функционираш и да речеме кога не би продолжил да идеш на терапија. Значи, колку ќе можеш ти сам да се снајдеш во некој понатамошна ситуација, ако не се познаваш доволно за да можеш да препознаеш ситуацијата, како ти реагираш, од каде ти доаѓа тоа и слично. Значи се учи и во терапискиот процес. Секогаш кога само поставуваме прашање зошто сум анксиозна, дури не знам од кај ми доаѓа тоа. Веројатно не звучи као осудувачки малку, као да се критикуваш себе дека не треба така. Дека тоа не треба така, дека треба да се смени. Тоа што не знам, немам конкретен одговор, затоа што не можам никако да предвидам, да речеме, ситуацијата,
за да можам да се справам или да ја спречам пред да се случи, да речеме. Да, значи анксиозноста, ако збориме за анксиозност, е најчесто поврзана со неизвестност, она не можеме да поднесеме неизвестност и нешто што би требало натаму да се случи, за нешто во иднина што очекуваме. Она депресивното чувство, депресијата е најчесто поврзана со мисли од минатото и она што поминало и пак на тоа се навраќаме. Анксиозност е пак за нешто во идно време, за нешто што може би ќе се случи, може би не знаеме ние точно што сакаме, а треба нешто да одлучиме, ама не ќеме да одлучиме, пак дали да смениме нешто, ама тоа нели за некое идно време, па макар и за утре или за нешто понатаму. Најчесто е поврзано со тоа што би следело натаму. И пак ќе кажам, ако тргнеме само зошто сум анксиозна, некако да не треба да бидам. Подобро е ако развиваме свесност за тоа што не се случува. Со прашањето прво што правам, за да сум анксиозна, веројатно би разгледале што јас сега правам. Дали размислувам на тоа натаму, дали размислувам со кои мисли се оптеретувам, со која неизвестност, што е тоа што јас го правам сега за да сум анксиозна, како го правам тоа, би било следното прашање. Свесноста е една од најголемите алатки што гешталт психотерапевтот ги употребува. Тоа што Возе го кажа, се учиме да развиеме свесност. Преку тие прашања, тоа е нешто што би го учеле во терапевтскиот процес, клиентот би го учел, треба да види што прави, што му се случува сега. Многу често, бидејќи не сака да види нешто сега што се случува, се оптеретува со тоа утре што ќе биде или натаму, дали да смени нешто, дали да остави работа или до кога ова ќе трае, таа неизвестност, треба ли нешто да смени, не гледа што му се случува сега и баш за да избега од тоа сега, се оптеретува со тоа натаму што би било. Следно би било прашањето како го правам јас тоа, така што, наместо јас, сте дошли нели овде, наместо да сум тука сега, да ми е пријатно и да баш размислувам поттикната може од тебе што го споредно ова јас и данче, да се преиспитувам и себе, да видам јадам кај сум, некако да можам ли по-добро, како би било тоа психотерапија, нели овде сега, ова што го слушам сега, како се чувствувам, жена ли сум, не ли сум, пријатно ли ми е, до кога ќе трае, на никој може да е досадно, не знам, како сега, значи, како го правам тоа сега, некој, нели, ако го прави тоа, што сега прави, или наместо сега некој седи тука, ние збориме, а он веќе размислува, сега 10 за 8, а ја требаше уствари да отидам, не знам, таму, и пошто не отидам, тој може да ќе рече бака, и кога ќе отидам утре, што знам да му кажам, да не му кажам. Значи веќе ја размислам за тоа утре и тој некој што ќе каже, и може да требаше да отидам таму, и ја не сум тука точно. Јас си размислувам за тоа таму, некој и тој некој. И автоматски се возбудувам за тоа што ќе биде. Изигравам анксиозно да сум си. Анксиозно за тоа, требаше, не требаше да дојдам, може требаше таму, видам тој некој што ќе рече, нема да рече, не, веќе има некој дом во глава, а не сум овде. Значи, кога на прашаат интервју каде се гледам до 5 години? Добро, Вицка, ако го праша баш каде се гледаш за 5 години, а он рекол
Па не знаев дека за ова работно место да си видовите. Буквално не знам. Ја би рекла зашто да останала 5 години, што ми нудите да останам 5 години. Ја тоа би го поставила. И зависи кој праша сега, 60 годишен ако правиш кави се гледа за 5 години, на гериатрија може. Се зависи. Да, значи се развива свесност прво, да не се ходи кон критика, ако се чувствам анксиозно, како тоа да го сменам, како да го следам. Само да не свесни, да бидеме дека е тоа еден симптом, што ни кажува нешто за нас. Телото реагира така. Апсолутно, тоа што прво го зборевме. Во гешталтот учиме да си ги почитуваме емоциите. Дека тоа сме ние, тука и сега. И тие емоции, буквално да ги почитуваме, не ни се дадени за джабе, нешто сака да ни каже, да не предупредат за нас или за некој друг. Како се чувствуваме, без критика. Доволно мислам дека не критикуват сите дома уште деца, затоа на терапија, посебно на гешталт терапија, учиме да не се критикуваме, туку да се прифатиме и да видиме едно од најглавните прашања, што понатаму и како понатаму. Да, тоа се ти прашања за развивање на свесност за она што ни се случува, што ни се случува, како ни се случува тоа, а потоа и зошто ни се случува тоа, што правиме, како го правиме тоа, па после веројатно ќе стане јасно зошто го правиме тоа. Потоа следи избор, дека може да пробаме и нешто поинако. Можеме така да си продолжиме како до сега, можеме и да пробаме нешто поинако, дека имаме избор. Како поинако би сакале да биде. Тоа се некои прашања кои водат кон развивање на свесност за тоа што ни се случува. Добро, баш ако што имате и прашања, хвала ви. може да заинтересира темава и многу е поинтересно кога би имало и некој доброволец за клиент. Веројатно би имале прилика еден понатаму, значи следната недела во четврток овде може Данче ти веќе збореше за тоа дека ќе имаме презентација на книгата на Данче. Создавање на еден гешталт, што е исто гешталтистичка тематика, само што мислам дека би зборела за здрави граници, како си се разболваме себе си, малку внимание на автоимуните болести, што е сепак од гешталтистички пристап. Тоа е збирка на мои есеи, трудови, што ги имам напишено и на Роза ме поттикна дека биле така малку по-добри за да ми останат у фиолка и да ги спастре мојме книгиче. И сам незина помош лани издадовме, каде што имат предавање разлика помеѓу стрес и траума. Наредниот четврток ќе спорнеме нешто исто интересно, исто пак Роза ќе биде тука, така да ќе видиме што ќе ни донесе полето, што ќе сработиме. После четврток, па следен четврток ни е презентација на книгата Работа со лутина, каде што ќе збориме баш за посебно за таа емоција, за лутината, што правиме со неа, што ни прави она на нас или зашто воопшто ја имаме како емоција, дека тоа е една од основните, оние 4 примарни емоции што ги има човекот. Че најмногу би зборувале за таа емоција, може малку и за другите, ама ете што се работи во психотерапијата, а и секој за себе, нели, да види што прави кога е лут и што би сакал да е поинаку, како ја користи лутината. Да ја канализира во енергија. Да, тоа како ја користи, дали деструктивно, да се кара себе, да се критикува, да баш си осеќа лошо, дали ќе ја насочи кон надвор другиот да се осеќа лошо, да го искритикува, може и да го истепа, ако го толку, нели, се налути, дали ќе биде деструктивен, некој крши, нели, знаме кога е лут, веќе бесен, или пак со таа лутина што енергизира, може да најде некое креативно решение што би било добро за сите.
нели, како ја користиме таа енергизирана што ни ја дава утината, дали ја препознаваме или спонтано реагираме, едноставно муцум и одам и се карам. Нема тука филтер некој или да изберам како ќе се однесувам и дека тоа само спонтано ме изнервира и така јас правам. Тоа е мојот начин, тоа е фиксно, дали е фиксно или може поинако ви зборувалете. Значи, тоа е третиот, односно, третата недела, а понатаму би продолжиле со некои вакви предавања и вежби, тогаш би имало. После презентацијата на книгите, на следните недели би биле и нешто по-конкретно. Така сега вие седете и слушате, ние збориме, а на тие предавања би биле и во форма на работилници, каде што би осетиле барем малку како изгледа тоа психотерапија. Како ќе, нели, зависи кој ќе дојде и колку ќе има можност секако кој е спремен да зборува за нешто за себе, може не премногу лично, може да каже да прашува за другарка. Јас знам за таму некој и би зборувале за тоа, нели, како функционираме, како може поинако и колку сме задоволни од тоа, кај сме, со кого сме, што сме, колку сме задоволни од тоа, кои сме сега на ова возраст, на која сме. А и за многу други теми кои може би вие ќе ги покренете. Да, како денеска, баш прекрасно. Да не заборавам, значи сите книги што ги збориме ги има тука. Можете да си ги купите и за денеска за воведниот дел исто донесена и автобиографијата на Фредерик Перелс, нашиот прв превод за Розе. И двете сме ко-преведувачи, чисто да ви ја покажам, ја има исто за продажба. Ова е како има настанато гешталт психотерапијата. Значи, може да се земете, да се прочитате, да видите, Перелс никогаш немал намера ова да стане книга, едноставно пишува дневник. Седнал и почнал да пишува, се што му доаѓа во глава, па да видиме што ќе истина. Да, книгата е феноменална, така почнал, како денеска не ми се пишува. Сега, после 5 сати седнам да пишувам, пак не ми се пишува. Едноставно почнал со дневникување да си ги запишува мислите, бидејќи било некоја состојба у која најверојатно сите ние сакаме да бидеме. И едноставно како моите есеи и трудови, толку многу пишувал и толку многу му станало јасно веќе на кај средината на книгата што пишува. И тука ги спомнува, и тука ги оспислува всушност. Не ги измислува, туку ги осмислува и едни од основните концепти на гешталт психотерапија, како што се топ дог, underdog, како што е надворешна зона, средна зона, внатрешна зона. Значи сите концепти он ги пишува како што му доаѓаат на ум. Доста е брутален, се трудевме да преведеме буквално, така да... Брутално искрен. Брутално искрен, да, на тоа мислам. Брутално искрен си кажува што се правил човекот без перде, ама тоа е гешталтистички вистината. Да се разголиш пред терапевтот. Тој буквално се разголува сам пред себе си и во идниме и пред читателите. Значи, стига да си својата идеја да се оформи во правец, не ужива многу долго, само неколку месеци од кибуцот кога го прави. Да, тоа е последната замисла при крајот на неговиот живот. Тоа било веќе после 60 години. 40 години, 20 години да го признаат, да го како автор. Си замислил дека ќе живее во нешто како комуна, како друштво, како да речем, кај што сите би учеле гешталтерапија, да биде тоа нормален начин на функционирање. Секој нема не, кибуц. Хебрејскиот збор, бидејќи он е евреин, се вика кибуц. Не е како ашрам, бидејќи нема објект за исцеление. Он не прокламира религија или култ или секта. Туку едноставно сакал баш комуна, како комјунити, каде што сите секојдневно ќе работат на себе. Ќе има индивидуални
терапии во група, ќе има индивидуални терапии и ќе научат луѓето да живеат тука и сега, да бидат да, и ние тоа го сакаме, може би ова е почеток на една прекрасна заедница, на луѓе што конечно ќе почнат да Сите вакви предавања, еве и едукацијата јас што ја водам, значи за секој што сака да работи психотерапија потребно е да помине 4 годишна едукација. Кај мене сам има и други колеги кои работат, ама тоа е процес, значи едно е да се заврши факултет, каде што еве јас имам завршено психологија, ама кога завршам баш као секој нешто така помалку знам, ама ништо не знам. Кај економски факултет не знаеш и платница после да, ама кога се оди на таква едукација, каде што првите 2 години и тоа како се работи на себе си, прво да научиме, има и теоретскиот дел секако, основната терминологија и концептите, ама прво да научиме да препознаваме кај себе. Се тоа што еден дел и овде го зборевме, да препознаваме, да се запознаваме себе и да видиме со што сме дошле. Много е тешко. Мене, јас цела прва година збор не кажам, што ми е тешко да бидам тука и сега. Ја толку многу бев во мојата травма од 30 години, што јас на Розе колку пати велев, мене ми фала 20 години од живот, ја немам појма кога стигнав да бидам 40. Тогаш само што наполнив 40. Прва година јас уопште не кажав ништо, ама се сработувам преку другите. Кога Розе зборува и работи со други, јас се сработувам. Не можеш да не се сработиш себе. Секогаш Преска кажа, Розе, додека нас не слушате, сигурно и се размислувате до кај сте, шо сте. Тоа е работата во група. Личната динамика е многу важна во тие едукации и значи се учи прво терминологија и концепција, ама прво за себе. Што јас, со што сум дошол јас со што сум дошла, какво искуство имам, како си ги бојам работите што ми се случуваат преку моето искуство од минатото. Кога се тоа веќе ќе учам да го препознавам кај себе, тоа учам да го препознавам и кај другиот, и кај утре, и кај клиентот со кој би работела, па потоа учам и што го правам со тоа што ќе го препознам таму. Тоа се фази во едукацијата, за да кога ќе се заврши таа едукација биде терапевтот спремен да почне да работи со реални клиенти. Групата е безбеден простор каде што вежбаме нели таа нова улога да ја практикуваме преку работа, прво како клиент, потоа како терапевт во групата е безбедно поле каде што нема грешка, не го учиме. Секој обид е нешто поблиску до на креирање на собствен стил на работа, што секој си го креира. И јас поддржувам сите во групата да одат кон тоа да променат што стари сакат и како сакат. Повели? Дали постојат различни видови на едукација во смисла за различни видови на правци или најчесто може би го забележувам најчесто како гешталт едукација од повеќе страни, за да може да речеме секој да се процени кој е правецот кој што може би му одговара или го сака да го применува или дали за себе, дали за клиенти во таа смисла, затоа што никако имам чувство и затоа вика може би јас често ги разгледувам така да ми се чини како премногу гешталт едукација или гешталт или терапевти, а многу малку информација за други правци. Тоа е така. Најлесно е вистинското за нас гешталт или може би не знам, може би бихевиорални или какви други постои. Веќе основната бихевиоризмот. Или какви правци има, што може да се размислуваат. Да одиш на, не знам, викенд работилница или нешто така малку, ако ги интересира баш да видиш сите како правци се. Во Македонија, јас колку што знам, има институт за системска семејна терапија, има за психодрама, за трансакцијска анализа се уште нема институт, него
еден колега водеше некои групи како за личен раст и развој, но не едукативни кои финансирани програма кога би завршиле нели да работеле како терапевти. Мислам дека се уште така, не сум баш А сигурна. терапии тоа се посебни практики? Тоа се посебни практики, ама значи, тоа е го надградба, да кажам, арт-терапија. Мислам дека има некои викенд семинари или нешто. Не се едукација. Едукација вака Тука се за себе, личен раст и развој, неколку месеци, неколку пати. Например, има и дори онлайн Има, значи има терапија, разни, терапија, книготерапија или што и да се такива Да, многу компонирани. Ама има разлика, тоа што кажував до сега, индивидуална сеанса, каде што јас работам со клиент што нели си доаѓа заради нешто што му се случува во секојдневие или лично за себе или некој проблем. А има и едукација, каде што се работи во група, каде што се учи за да тоа биде твоја идна професија. Тоа е твојот избор да работиш како психотерапевт. Сега, дали е подобро за тебе гешталтерапија или некој друг правец, може би е добро да сама провериш, не почнеш нешто. Кога студирав јас психологија, јас почнав на трансакцијска анализа, значи те групи за личен раст и развој, после некако видов дека требало сати, акредитации, институти, тоа нели што се папирологија, јас ги викам, дека тоа не е регулирано во однос на трансакцијска анализа, тоа затоа после аѓе со гешталтерапија и многу ми е мило што сум направила промена и од тогаш, значи, само со гешталтерапија сум, тоа го работам, но секогаш е добро, јас го гледам како уште една алатка што ја имам, она што сум го научила трансакцијска анализа. Значи, супер е што сум научила, го применувам ова се од гешталтерапија, но има клиенти каде што гешталтистички јас веројатно би сакала да видам што чувствува, како се чувствува, што и да му се случува да го кажува и со чувство. Но има клиенти кои едноставно ја ќе го прашам добро, а како се чувствуваш сега? Па мислам дека треба да направам, не знам, таму нешто добро, а сега како се чувствуваш? Па добро еве, ама знаеш кога би направил така или не знам, мислено и значи воопшто како да нема простор да каже како се чувствува, да почувствува како се чувствува. Едноставно за него чувства се што мислам и што би правил. Мислењето и однесувањето се во фокус и за таквите клиенти, ако нели јас пробувам ова, мама упорно ми кажува што мисли и што се ќе направи, тука користам по индивидуално цели, нели? Некои техники од трансакцијска анализа како што има по-рационален пристап и тоа го разбира клиентот, затоа што треба едноставно период да стекне доверба, посебно после прва, втора, трета сеанса барем да помине, за да почне помалку да збори за тоа како се чувствува. Не само ви кажува, да, дека не се чувствува безбедно веројатно, не се чувствува сигурно. Може имал искуства порано кај што, не знам, споделил и било катастрофа, се чувствувал навредено, неразбрано, некој може многу пуно такви лоши искуства и тоа нели баш го навело да тоа е небезбедно многу, подобро да не се збори за чувство, едноставно како се чувствуваш добро. И тоа, као тоа прво. И јас ке прашам што значи добро за тебе. Па како што значи, дурно се чуди. Како што, па добро, како ти објаснам? Добро, за мене добро значи да сега ми е убаво, комотно, пријатно, баш ми е фино, разладено, си пијам сок. За мене е тоа добро. За некој друг добро е ако нема проблем. За некој друг е добро ако не се скарал со жената.
За некој портрет е добро ако не знам, има пари, нема проблем со пари. За некој за секој различно добро значи во секојдневното. За тебе што значи добро? Тоа е малку ти почнува да читам. Како сега го објаснам ова добро, Сашо, па толку ме гњави, добро е. Истото прашање го поставувам пример јас кога бирав на што да се запишам. За мене која терапија, која психотерапевски правец најдобро би ми легнал ја како терапевт уиднина професионално да се бавам. Тоа е Розе што го каже, има разлика помеѓу групи за личен раст и развој каде што 4 години одиш, ама не се со бирократијата. Не добиваш диплома, не можеш да кажеш дека ти си затоа што нема сертификат, не е признаено. Значи, Македонија најмногу има гешталтисти затоа што има институти. Само за регулирано. Во Србија има повеќе примери, поразлични си, ако можеш да патуваш, да, ама провери се ти сама со себе кој вид на психотерапија или комбинација, како што рече Розе, сите сме интегрирани. Јас сум спиритопсихотерапевт и не можам да се ги изоставам моите паранормални способности, моето чувство за енергија со кое сум родена, некако да го ставам у загради нешто велиме. И не, тоа сум јас. Значи, кој пристап ти би сакала со клиентите утре со кои сакаш да работиш, и тоа е исто многу битно кога се бира психотерапевски правец. Пример, ако сакаш да работиш повеќе со деца, треба да се провери кој психотерапевски правец најдобро не би, јас сакам да работам со травма. Моја специализација е травма кај возрастни или истравматизирани возрастни, што травмата се случила во детството, најмногу во фамилијата. Значи, а за тоа, јас имам проверено на себе дека гешталт пристапот најмногу ќе ги опфати сите теми. Тоа е испитување, Розе, што го вели да го направиш. Пример, јас многу читам 20 години и повеќе компаративна религија, компаративна филозофија. Сите правци, за да нели јас себе си се растерам, па после 20 години ја најдов Розе и уствари ја цело време целата гешталтистички пристапи. Кога го видов гешталтистичкиот пристап, едноставно Розе се што кажуваше, мене ми даде зборови за тоа што јас сакам утре да им го кажам на моите клиенти. И тоа беше пресудно кај мене, зошто гешталт пристапот. Многу зависи со кој луѓе сакаш да работиш, возрастната исто граница и каков терапевт, каков вид на терапевт ти само сакаш да бидеш. Едукација, дали сакаш да бидеш терапевт. Пошто исто и во увид можеш да работиш на себе. Ипак имаме и групи, мислам, групата е едукацијска, но можеш и за личен раст и развој. А тие групи се сертифицирани кои што ги Да, според Европската гешталт асоциација, дипломата Марија ми е. Да, еве викендаме. Ова значи дека е сертифицирано, исто и Розе институт, мислам, увид. Заврши 2 години веќе, со тоа се стекнува со сертификат за гешталт собствено. Има разлика помеѓу Да, и 4 години е веќе гешталт терапевт. А дали студентот може да работи со Па може со мое менторство. Затоа сум јас гешталт психотерапевт под супервизија. Сега веќе во втора фаза тоа го викаме, значи веќе јас како 4-та година, значи една цела година под менторство на Розе, на часови, она ме супервизира во едукацијска група, ама надвор имам друг супервизор, каде што редовно одиме месечно по 4-5 сати и таму ги донасаме нашите клиенти и збориме за тоа како ние сме терапевти. Така да сме, мора да имаме 150 сати супервизија, има много работа, има цел протокол, го добивате во прва година и решавате што Цела програма има водност на едукација. Колку сати, колку е семи. средни факултети, односно што? Јас сум од економист, да. Да, може и од други факултети, со тоа што вие самите ќе си процените колку можете се носите со тоа што не
немајќи предзнаење дали е психологија или ако работите со деца, педагогија или нелицација со која Јас пак се запишав на факултет на МИ, психологија, така да. Најчесто тоа се Да, се случува, Да, и други има кои запиша постдипломски на психологија, некој од за студирање психологија, за може би некој не може постдипломски ако не е Да, може на МИТ ја ставиш. Убавина беше, да. Ама Јас сакав цел факултет. не психологија, да не би дека ова стварно сака да го работи, тогаш па зашто да не се тоа само би придонело за квалитетот на работата на тоа што секако ќе работи. Не можеш премногу да ги разбереш луѓето. Добро, ти благодарам многу што дојдовте, може би имате уште прашања, ама еве ќе оставиме нешто и до следна недела. Фала ти за присуството, што имаш и прашања, баш ми беше драго. Ако е заинтересиран, победете и следна недела. Исто од 6 часот. Ама во четврток. Во четврток, да.